Во текот на денешниот ден, повикот на пациентите, е зголемен. Пациентите повеќе се жалат на колапси, варијација во притисокот. Се јавуваат пациенти со зголемување и покрај редовната хронична терапија што ја земаат, се жалат на висок притисок, се јавуваат за консултација и за совети. Исто така, во текот на денешниот ден од 7 часот па навака зголемен е и бројот на миокардни инфаркти, што претходните денови не беше така. Денеска е симптоматично заради, па до сега имаме 6 миокардни инфаркти од амбуланти, пациенти што одат во амбулантите. Се препорачува кај пациентите да земаат хроничната редовна терапија, ако има некој проблем, да се јавуваат за совет во брзата војтната помош, како и на телефонот за Ало докторе, што е да се даде соодветен совет и според тоа да ја земаат терапијата кој што нормално си ја земаат. И се препорачува исто така и пациентите, мислам сите луѓе, да не излагаат во овој период, поготово од 11 часот до 17 часот, затоа што има големи промени во температурата. Лесно да се облакаат, да земаат повеќе течности, лесна храна, да избегнуваат храна која што е подложена на да се расипе побрзо, така да треба да се внимава. Како да препознаат симптоми за инфаркт и како сами да се поминат? Се јавува со препотување, градна болка, болка, трнење во раката, ниска тензија. И сега треба сепак да се јават за совет, па да видиме ние понатака што како се случува. Освен хронично болните, има ли некоја старосна група која што е најпогодена од овој догледен време? И па денеска, во текот на денот повеќе имаме колапси од постарата популација. Излагаат, денеска петок, слободно возење, така. Да не излагаат без причина, без потреба да не излагаат на овие горештини. Сепак ако имаат нешто да завршат, тоа да го направат или во раните утрински часови или после 17 часот. Да имаме колапси од помладиве, поготово децава, излегуваат надвор, не јадат, легнуваат покасно, стануваат покасно, така да не земаат течности и колабираат. Кој е бројот на болници на итната помош овие денови од кога фатија горештините? Зголемен е бројот, во текот на денот до кај 100 повици има. И повеќе има, повеќе се за совети. Пациентите ги применуваат советите што им ги даваме за внесување на повеќе течности, седење во ладни простори, да не излагаат надворот без потреба од домовите, да ја земаат или да ја повторат терапијата ако претходно ја земале, така да ги следат нашите препораки.